ВМРО ДПМН на овие локални избори за прв пат излегува со свој кандидат за општина Чучар Сандево. Разговараме со Зоран Бајовски, кандидатот на партијата. Колку ова ситуација ја чувствувате како притисок за овие локални избори или можеби мотивација? Па искрено како притисок не ја чувствувам, повеќе ја чувствувам како предизвик и мотив, бидејќи да, точно во минатото ВМРО ДПМН никогаш немало кандидат од ВМРО ДПМН за локални избори од 96-та година откако постои општина Чучар Сандево. Така да мислам дека предизвикот е голем и заедно со владата може да направиме многу за нашата општина. Веќе започнавте со оние теренски посети, средби со граѓаните, се запознавате со нивните потреби, проблеми, она што имаат тие да ви го пренесат. Што е она што ви го истакнуваат како најпотребно, најнеопходно, кои се советите што ги добивате од нив? Вака ова лето имавме потешко лето, да речам, во Чучар Сандево, бидејќи беше зафатено од еден голем пожар во почетокот на месец јули. И тука се јави потребата од формирање на противпожарно друштво. Така да јас како иден градоначалник би посветил внимание на формирање на доброволно противпожарно друштво за да може брзо да се интервенира, за да не се прошируваат пожарите. Втор голем проблем што се јави ова лето е недостаток на вода за пиење, односно ради високите температури, сушата дојде до намалување на изворите со кои што се снабдува Чучар Сандево со вода и еден од најголемите предизвици во делот на животна средина и екологија ќе биде тоа што немаме пречистителни станици на територија на Чучар Сандево за фекална канализација, односно имаме една која што повеќе од 5 години не функционира. Делот за програмата најмногу ја црпиме од граѓаните, односно од нивните потреби. Нешто што е заедничко. Потреба на сите граѓани на Чучар Сандево е спортска сала, искрено. Во моментов работиме на проект финансиска конструкција колку би чинела спортска сала за околу 4000 метри квадратни на спортска сала се работи, што ќе биде прва затворена спортска сала на територија на Чучар Сандево, но зависи од финансиската конструкција и правиме напори заедно со влада, Министерство за спорт, Министерство за образование да се овозможи една конечно да добие Чучар Сандево спортска сала, бидејќи имаме истакнати спортисти, имаме деца кои што сакаат да тренираат, а во зимските услови се тие помалку возможни. Какви други проекти ќе им понудите на граѓаните на општина Чучар Сандево или еве која е вашата замисла за идниот развој на општината? Ова што сакам да го понудам е рамномерен распоред на финансиски средства, инвестиции и проекти во сите населени места, бидејќи Чучар Сандево има 14 населени места и 5 викенд населби, кои што до сега викенд населбите се, да речеме, запоставени од локалната власт, а во населените места предизвикот е што тие се распространети од некое место 40 км имаме разлика во населени места, така да имаме голем број на локални патишта кои што треба да се реконструираат, кои што треба да се изградат на ново, имаме населени места кои што воопшто немаат асфалтирани патишта, така да треба да се инвестира равномерно во сите населени места. Да заклучиме заеднички со сите граѓани и жители, тоа би било инфраструктурен развој и модернизација на самата општина? Да, инфраструктурен развој, но Скопска Црна Гора како планина на која што се наоѓа општина Чучар Сандево има неискористен и туристички потенцијал. Мора да се посветиме и на развојот на туризмот, на селски туризам, на етнотуризам, на планински туризам, во делот на пешачки патеки, планинарски патеки, АТВ патеки за прошетка по Скопска Црна Гора, велосипедизам, моутинбајкинг во тој дел, немаме бележани патеки за да се планинари. Исто така имаме потенцијал во верскиот туризам, имаме околу 46 цркви и манастири на Скопска Црна Гора, кои што некои потекнуваат од 13 век, византиска уметност и тој потенцијал во моментов не е искористен. Немаме ни мапа, треба да се мапираат, да се обележат, да се рекламираат.
да се промовираат и тоа ќе биде, мислам дека добро за Чуча Сандево, за економска придобивка на жителите на Чуча Сандево. Ќе понудиме и социализација за сите генерации. Имаме 2 пензионерски здруженија на територија на Чуча Сандево, но потребите не се само на пензионерите, тука имаме со мајки, со деца, деца со посебни потреби, со ретки болести, во тој дел ќе посветиме внимание. Во делот на култура, во моментов Чуча Сандево има 2 културни настани, едниот е Сандево фест, вториот е денови на виното и ракијата за традиционално производство на вино и ракија. Во тој дел сакам да нагласам дека ќе го модернизираме и ќе го напредиме делот во виното и ракија, така да идејата е да прерасне во еден саем, на кој што ќе може не само домашни вини и ракија да се извршат, да може да се извршат повеќе домашни производи, млеко, месо, млечни производи, но и кај што ќе може посетителите да купат дел од нив, така да добијат и извршителите економска придобивка за тоа што го сработиле. Работиме на проект за набавка на повеќе комунални возила, 2-3 возила, може и 4 ќе бидат, ќе видиме во делот со финансирањето како ќе биде. И со водоснабдувањето, бидејќи комуналното претпријатие водовод и канализација, треба да се модернизира и во делот на начинот на финансирање на комуналното претпријатие, бидејќи сега потешкоти има и вработените, колку што имам јас информации, доцнати по неколку месеци плати. Во тој дел имаме јасен план, јасна стратегија како треба да функционира комуналното претпријатие, односно општината да биде таа што ќе го финансира комуналното претпријатие во делот на сработено по принципот на другите комунални претпријатија во скопските општини, како што е во Бутел, Гази, Баба, со фактурирање по сработено. Каква соработка ќе имате со бизнис заедницата и дали може би се планира проширување на индустријската зона Стенковец? Во разговори со одреден број на бизнисмени, Чуча Сандево треба да формира бизнис совет, односно да ги собереме сите бизнисмени кои што имаат фирми на територија на Чуча Сандево но и малите микростопанства, семејни стопанства кои што се да бидат вклучени во тој дел, бидејќи движечка сила на економскиот дел на општината Чуча Сандево треба да биде Стенковец, кај што според мене треба да се ограничи во кој дел што треба да се гради и како да се гради, за да биде плански тоа направено и да ја олесниме на инвеститорите полесно да дојдат до градежни дозволи во општина Чуча Сандево. А во делот на микростопанството, односно до семејни индивидуални стопанства, тука треба многу внимание да се посвети и да имаат максимална поддршка од општината, бидејќи со тоа ги задржуваме младите да останат во местото кај што живеат и си добиваат за тоа добива општината придобивка од нивниот бизнис. Во делот на развој на економскиот развој, потенцијалот на Чуча Сандево е голем. Со самиот факт што во иднина ќе се гради автопатот Скопје-Ваце, територијално позицијата на општина Чуча Сандево возможува поврзување на целиот, условно кажано, балкански регион, бидејќи тука ни е обиколницата околу Скопје, кај што се поврзуваме со Западна Македонија, со Источна Македонија, со соседна Србија и со автопатот ќе овозможи поврзување и со Косово. Затоа интересот кај бизнис заедницата е голем за инвестирање во Чуча Сандево, затоа што ќе го олесни транспортот буквално во целиот регион, не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Тоа треба да се искористи. Каква кампања очекувате и каква кампања вие ќе водите? Мојата кампања, јас се кандидирам за да изградам и за да модернизирам општина Чуча Сандево, да ја урбанизираме, да знаеме кај треба да градиме, кај не треба да градиме, во кој дел ќе ни бидат заштитни зони, кои ни се археолошки наоѓалишта. И затоа ќе водиме кампања за да создадеме модерна, убава, достојна општина за живот за сите граѓани на Чуча Сандево. Овие локални избори за прв пат населеното место Кучевишка бара ќе гласа за општина Чуча Сандево. Каква е таму состојбата? За жал, состојбата во Кучевачка бара е многу лоша.
бидејќи во 21 век зборуваме за немање на канализациона мрежа, на фекална канализација, на атмосферска канализација, зборуваме за асфалтирање на улици, за реконструкција на улици и сето тоа е направено уште во територијалната поделба 2005 година. Според мене лично е нанесена голема неправда на Чуче Сандево, каде што територијално припаѓа на територија на Чуче Сандево ради некоја политичка одлука на тогашната власт во 2005 година коалициска, гласачите од Печевачка бара се префрлени да би гласаат во Бутел. Конечно е исправена неправдата, тие дојдоа во Чуче Сандево комплетно, така да целиот тимот легализација, данок на имот се плаќаат во општина Чуче Сандево и општината треба да ги возврати со тоа што ќе треба да се инвестира. Зборуваме за околу 13 километри секундарна мрежа за канализација, за пречистителна станица, за реконструкција на водоводна мрежа и на сите улички во Печевачка бара. Во политиката сте одамна, меѓутоа ова е ваша прва кандидатура за градоначалничкото место. Колку е важна поддршката од семејството во ова ваше животно поглавје? Поддршката од семејството е најбитна. Почнав со политика многу мал почнав, прво го прашав татко ми искрено дали да почнам да се бавам со политика. Мајка ми, сестрите, потоа се ожени, сопругата, најголема поддршка ми се семејството. И сето тоа што го работам, па го работам за семејството, бидејќи семејен човек сум, имам 3 деца. Сите сме по потекло од Чуче Сандево и сакаме да останеме да живееме во Чуче Сандево, во Мирковци, од кај што сум и јас.